Денеска во низот активности кои што се врзани за соочување со проблемите на енергетската криза, имавме со министерот за економија состанок со 10 најголеми потрошувачи на електрична енергија во Република Македонија, Северна Македонија. Тоа се Евроникел, Макстил, Бучим, Титан, Сол, Саса, Тапмак, Булмак, Либерти и Дојран Стил, кои што се сериозни потрошувачи и нивното учество во потрошувачката е 20%, а се и значајни субјекти во државата. Мислиме дека е потребна вака средба за да го видиме нивното мислење. Тие во главном се страни компании, како што знаете, имаат информации од централите и морам да кажам дека имаше една многу добра размена на мислења, во кои што ние практично вршиме припреми за концепирање на пакет од мерки за поддршка на бизнисот, на кој што работиме последниве неколку месеци. Финишот треба да биде на 28-ми, кога би требало да бидат објавени, тоа ќе ви информира министерот. Ние како бизнес заедница, сите структури на фирмите спрема енергетските критериуми ги контактираме, ги комуницираме, ги информираме и на таков начин придонесуваме да бидат во тек со сите тие активности и ги испрограмираме на начин на кој што ќе бидат известни определени работи до крајот на годината, што значи ќе бидат од интерес на продолжување на бизнисите нивни и на задржување на работните места. Морам да кажам дека во последниве месеци соработката на бизнес заедницата со владата е на најмаксимално подигнато ниво. Практично наши представници се присутни во сите тие активности, во улога на посматрачи, активни чинители и така натаму. Суштината е да дојдеме до најдобрите решенија, да државата помогне таму кај што е најпотребно во бизнисот, каде што можат да се постигнат најголем и најдобри резултати. И мислам дека е постигнато некакво кохезионо единство на ниво на целата држава околу ова прашање, да биде врхунски приоритет на државата во наредниот период. Тука беше голема улогата на бизнес заедницата, меѓутоа и разбирањето од сите страни, и од страна на државата, и на опозицијата, и на субјектите кои што се вклучени во тој процес, да секој помогне да се практично избориме со еден од најтешките проблеми кои што стои пред нас. Мојот впечаток од состанокот е дека слушнавме многу конструктивни предлози, нарочито околу методологиите кои што се потребни, на каков начин ќе поддржи државата и кои компании и на каков начин. И ние ќе продолжиме со тие консултации во наредните денови како би дошле до најдобрите можни решенија. Меѓутоа, сигурно 28 нема да е денот Д, активностите ќе продолжат и понатака, таму каде што ќе имаме аргументирани предлози од страна на групирани компании и организирани бизнес заедници во настапот према владата и према целиот енергетски сектор кој што е под најзина контрола. Тие ќе бидат внимателно разгледани и ќе може да се интервенира во секој момент. Сега би го замолил министерот да каже своите видувања околу тоа. Она што можам да кажам дека ево пред сите вас да се захвалам на соработката со Министерството за економија, кој што во овој период излегува стварно во пресред на барањата максимално како што може и мислам дека тоа темпо го диктира сегашниот министер и ќе го гарантира и во наредниот период како би излегле полесно целата ситуација. Повелите министр. Благодарам председателе. Првично би сакала да ви се заблагодарам за присуството и за интересот што го кажувате во делот на подготовките што се прават и од државните институции, но секако дека и од Стопанската комора, се со цел да сеублажи енергетската криза во Северна Македонија, а воедно на најдобар можен начин да пребродиме ова тешка зима која ја имаме сите ние, не само во нашата држава, но главно и во глобално ниво. Председателот Азерски
дал голем придонес до овој момент и јас сум убеден дека на таков начин ќе продолжи, имајќи го предвид дека бил присутен во сите состаноци кои сме ги имале како владина делегација во преговарање на дополнителни количини на електрична енергија, на природен газ, во делот на зголемување на соработката меѓу државите, посебно на државите во соседството, заради тоа што мислиме дека полесно за сите ќе биде да имаме регионален пристап кон менаџирање на енергетската криза. Ние имавме состаноци во склоп на Отворен Балкан со Република Србија и со Република Албанија, бевме на посета на Република Бугарија и сега крајно во Република Грција, каде што веќе со одредени држави имаме и конкретни договорени работи во делот на набавка на јагнен, во делот на набавка на мазут, а сме при крај и до крајот на ова недела, значи заклучно со утре, значи најверојатно би требало да завршат преговорите и со другите соседи, но тоа ќе оставам на почетокот на наредна недела да го објави премиерот Ковачевски, а секако дека и претседателот Радев, Вучич и премиерите Донев и Брнабич, а секако дека и нашиот претседател Пендаровски. Денеска имаме тимови од Република Србија тука во нашата држава, каде што се прават последните договори во делот на продолбочување на ова соработка и утре најверојатно нашата делегација би отишла во Софија за да ги заокружи преговорите со Република Бугарија. Меѓувреме премиерот Ковачевски разговара со сите негови колеги, јас со моите колеги во соседството и очекувањата наши се дека ќе имаме договор се со цел да им се излезе во пресред и на стопанството во делот на осигурување на потребните количини на електрична енергија и на природен газ. ЕСМ, согласно доставениот план за производство, ќе ги покрива сите потреби во регулираниот пазар за сите домаќинства и сите микро и мали компании, кои се 72.000. Сега зборуваме за околу 1500 компании кои се на слободен пазар, се со цел да ги задржиме работните места, а воедно да не ја нарушиме нивната конкурентност што ја имат регионално, а секако дека и во други пазари. И тоа се обидуваме да го направиме со обезбедување на дополнителни количини. Во однос на парното, која согласно закон за енергетика би требало да почне од 15 октомврија, преговарат тимови со раководството на ТЕТО. Јас сум убеден дека ќе се најде решение. Веќе ќе бидат превземени топланите во делот на работата и осигурувањето на топлинска енергија од страна на ЕСМ преку топланите. ТЕТО би било поддршка и би било добро да функционира. Јас сум убеден дека ќе функционира како што функционираше и претходната година кога се најавија вакви проблеми. Во моментот кога ќе се заокружуваат преговорите, ќе бидете информирани, а секако дека ако се носи некоја одредена одлука на владата, и тогаш ќе бидете информирани како што се носа претходно такви одлуки на владата. За крај, сакам и вас новинарите да ви се заблагодарам за прилозите кои ги правите во делот на менаџирање на енергетската криза. Не е лесно во Северна Македонија, како што не е лесно и во поразвиени држави, Германија, Франција, Австрија и други. Значи веќе за жал одредени држави најавиле и рестрикции и на таков си начин сите заедно да го дадеме нашиот придонес за подобро справување со енергетската криза. Благодарам.